СДСМ нема да прифати ниту едно од барањата на опозицијата кои им беа соопштени по вчерашниот извршен комитет на ВМРО-ДПМН. Според премиерот Зоран Заев, за СДСМ било апсолутно неприфатливо да се формира техничка влада со мандат од 100 дена, по терк на договорот од Пржино. Нема да се менува јавниот обвинител, ниту пак ќе се формира анкетна комисија во Законодавниот дом, која би ги разгледувала сите неправилности направени на минатонеделниот референдум. Заев дециден немал за што да разговара со лидерот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицкоски, но признава дека лично ќе лобирал кај пратениците од опозицијата да го поддржат договорот со Грција. Јас веќе одржав 2 состаноци со координаторот на пратеничката група, со замениците координатори, со многу наши пратеници кои што на колегијално ниво ќе разговарат. Ќе се ведувам јас лично со некои пратеници, тоа треба да биде многу општествено, многу пријатно, за да секако постигнеме цел, која што ќе значи конечно Македонија да ја потврди оваа неповторлива шанса за нашите интеграции во НАТО и во Европската унија. Изјавата на премиерот доаѓа по вчерашните барања на ВМРО-ДПМН кои произлегоа од состанокот на извршниот комитет, каде членовите ги потврдија предлозите на лидерот Мицкоски. Тие од владата бараат формирање анкетна комисија во собранието со мандат да ги истражува сите нерегуларности кои се случија на денот на референдумот, а бараат и санкции за сите кои го прекршиле законот. ВМРО-ДПМН повика да се разреши јавниот обвинител и да се избере нов од редовите на опозицијата. Во однос на предвремените парламентарни избори, ВМРО-ДПМН ќе ги прифати само под услов да се формира техничка влада. Доколку Заев има намера да распише избори, би сакал да кажам дека ќе го победиме. Покрај овие две барања, потребно е уште веднаш да се почитува договорот и законот за избори, каде што ќе се формира техничка влада според пржинскиот модел со мандат од 100 дена. Тоа значи оставки на Заев, Спасовски и Царовска и министри за внатрешни и за труд и социјала од ВМРО-ДПМН 100 дена. Само тоа ќе е предуслов за колку толку фер избори. Власта си даде фора од една недела да ги убеди пратениците да гласаат за договорот од нивици. Рокот да се обезбеди двотретинско мнозинство во парламентот, според Заев, ќе биде до 10 октомври. Ако не, по овој датум власта ќе ги соопштела следните чекори на делување. По вчерашните состаноци на партиските тела на двете партии беше известно дека Македонија се подготвува за предвремени парламентарни избори, особено по изјавите дека кај двата табори почнуваат подготовките за формирање на републичките и градските изборни штабови.